Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Кефто, почитувани гледачи, ви сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Вечера вистината ќе ја побараме во вториот дел на интервјуто со Мирољуб Петровиќ. Во четвртокот кажавме многу работи останаа кои не беа искоментирани. Сите тие работи ќе може да бидат сместени во наредните 50 на 60 на минути на интервјуто со Мирољуб Петровиќ. Останете со нас, погледнете го вториот дел на интервјуто, сигурно нема да зажалите. Се гледате, се појавува Илон Маск, се појава целата тајна екипа кој вела дека ако до 2030, 2040 или 2070 година луѓето не почнува да ги населуваат планетите околу земјата, дека ќе пропаднеме, дека ќе пропадне човештвото и така натаму. Се појава дел од генерали на американското воздухопловство, дел од израелските или еврејските генерали кои кажуваат дека има одредени докази за комуникација со луѓе од други вселени, од други светови и така натаму и така натаму. Одеднаш го нема Бил Гейтс, почна се појава Илон Маск, гледате. Како употребната вредност на едните завршува, се појаваат другите. Кои се играчите кои всушност владеа со светот? Можеме ли таа тема да ја отвориме? И што ви очекувате дека ќе случува наредниот период? Јас сам рекол кои што играчи. Тоа су луѓе кои су перверзни, кои су ненормални, кои директно комуницирају sa demonima i sa Sotonom. Neko se moli Bogu, a neko se moli demonima i Sotoni. I ljudi sa njima komuniciraju, prave biznis, uništavaju ljude. Гледате, овие масони, например, велат, имате на формулација, не е битно во што верувате, битно е да сте верувачки луѓе, значи да верувате во нешто што е надприродно. И нели кога вие ќе ги прашате обичните луѓе кои владеат со светот, ќе ви речат Гейтс, па не знам Зукерберг, па ќе ви речат не знам масони, па трилатерала, па светски породови, така. Верувате ви во тие работи, верувате во тие приказни, верувате дека тоа се случува во светот? Види, постоje ljudi koji vode svetske tokovi koji manipulišu. Sada mi njih identifikujemo da li je to Elon Musk, da li je JP Morgan, to je nebitno. Da li ti nešto veruješ ili ne veruješ, to je nebitno. U Bibliji lepo piše, po delima njihovih poznaćete ih, po rodovima njihovih, znači kako neko živi. Znači kako neko živi, po tome ćeš ti, da li zavisi od sistema, da li je rob, ili je slobodan. Znači ili si slobodan ili si rob. Ako imaš svoj biznis i ako si ne znam sistema, onda si slobodan. Како ви одлучувате да речеме да излезете, да го напуштите Белград и да дојдете да живеете на село? Pa da bi bio slobodan, da užijem ono što je... Znači, Bog mi da prirodu. Bog mi da ja od nikoga ne zavisim. Da užijem u prirodi. Da mi je tišina, mir. Nema onaj gore da mi pušta WC šolju, da ovaj lupa liftom, da se ovaj svađa sa ženom. И како гледате на војната во Украина? Еве, да речеме, јас гледам на војната во Украина од Скопје, бидејќи не сум го напуштил Скопје, живеам во Скопје, функционирам во Скопје за разлика од вас, нели, кои сте го напуштиле Белград, и сметам дека е недозволиво во 21 век луѓе на тој начин да ги решаваат проблемите. Како вие, например, гледате на војната во Украина? Како доаѓа, тоа е претходница на Трета светска војна, и како доаѓа до на таква војна, значи имаме 2 години корона, и таман, тури многумина велеа, видите, короната ќе ја заборавиме, бидејќи ќе дојде нешто што е пострашно од короната. Некој што може да биде пострашно, еме војната дојде. Одеднаш никој веќе не говори за короната, веројатно на есен ќе почнат повторно да говорат, меѓутоа сите говориме за војната во Украина. Како можат луѓе кои живееле 50, 60, 70, 80 години во иста држава така брутално крваво да се пресметуваат? Кој направи војната? Кој урадио? Кој потекнува тај рат? Кој стимулирao тај рат? Кој стои иза тога рата у Украини? Па исти они кои продају дрогу, исти они кои продају алкохол. Jel ti misliš da ne može da bude rat u Makedoniji? Oni imaju svoje dilere droge među Albancima i svoje ljude među Albancima koji za pare sve rade. Imaju svoje ljude, dilere droge, kriminalce koji su ucenjeni među Makedoncima. Kontrolišu sve medije. Jel ti misliš da oni ne mogu da isceniraju i da kažu nekim Makedoncima da napadnu Albance, da ulete tamo da naprave neki pokolj, ili neki Albanci, neki ti plaćeni, da ulete u neku porodicu gde su Makedonci naprave pokolj i da njihovi mediji kažu evo Albanci napali Makedonce, a Makedonci napali Albanci, i onda ovi huškaju ove protiv i zovu rat u Makedoniji ovako. Misliš da ne mogu? Misliš da ne mogu to da urade u Sandžaku? Dobro, mogu. Imaju svoje ljude među muslimanima, među... Ovde суперсила или поранешна суперсила, како вели Хицинџер, Русија е држава во пропаѓање, но сепак располага со нуклеарно оружје. Русија контролира.
Misliš da Putin kontroliše nuklearno oružje? Pa dobro, nели имаше некое црвено копче со кое тој си играше, или обично копче со кое тој си играше на Sve работата. pod kontrolom. Kad bi se Putin tu pitao, to bi... Da, evo, pitanje, da li se Putin pita kada će neka nuklearna raketa da se ispali? O tome možemo da pričamo. Мислите дека нема контрола, дека не се прашува тој? Pa šta je bilo u Turskoj? Kad je turski predsjednik, raniji mandat, počeo da priča neku priču koja nema veze sa onim što određuje svetski poredak. Izašla vojska, državni udar. Izašla vojska, državni udar. I državni udar u Turskoj. Jesu tako smenili turskog predsjednika? Ima da slušaš šta se kaže, kraj priče. Imamo mi 1000 načina kako ćemo te smenimo. Možemo te smenimo ko Miloševića, možemo te da te smenimo ko što su smenili, kako se zvao onaj makedonski predsjednik što su ga ubili u avionu. Борис Трајковски. Boris Trajkovski. On počeo nešto da filozofira ovo, je li tako? Sad ćeš da vidiš kako ćemo da te sredimo. Pole kako su smakli Milana Bandića u Zagrebu. Oni imaju način, prijatelju, ovo su pravila igre. Hoćeš da igraš, nećeš da igraš. Imaš ti prostor gde možeš da radiš. Добре, гледате, имаше и во руските и во западните медиуми, првенствено во западните медиуми, порака или одредени анализи, текстови Guardian, Telegraph и така натаму, дека Путин не е сигурен дека ако даде команда да се употреби нуклеарното оружје, дека таа команда ќе биде спроведена. Тоа они сами го пишува. Па сите овие приказни за болеста на Путин, па Паркинсонова болест, па не знам карцином, па и така натаму и така натаму, како да подготвува терен за некој нов Путин кој би дошол после Путин. Како вие ги гледате тие работи, сепак сте завршили алтернативна медицина или медицина... Природна медицина. Kako bi je to Evo, pitanje za tebe. Da li ti bilo šta veruješ tim velikim medijima? Ili su to najgori lažovi? Ili oni nekad kažu neku istinu? Ja im ne verujem ništa. Znači, ako hoćeš da znaš šta se dešava u svetu, to što kažu svetski mediji, samo suprotno. Ja osnovno ne verujem ni na jedните, ni na другите, sad da бидам искрен. Не верувам ни тоа што кажуваат руските фабрики за тролови, не верувам ни тоа што кажуваат мејнстрим медиумите во светот. И сметам дека вистината прва страда кога е корона, кога е биолошка војна, кога е светска војна, кога е украинска или руска-украинска војна и така натаму. Секогаш прва страда историјата. Ги пренесувам на порталот информациите од едните, од другите, од третите, бидејќи сметам дека народот треба да ги прочита и да се сам информира. Меѓутоа во основа јас лично не верувам во ништо. И затоа тука нели и разговарам со луѓе кои алтернативно размислуваат да прашам каде оди светот, каде според вас оди светот, говорите за некој нов 7-годишен циклус кој може да биде многу крвав, кој може на крајот да заврши со некоја светска војна. Каде според вас оди сега светот? Где иде свет сада според вас? Ви говорите за неки нови 7-годишни циклус. Где се крече свет според вама у овом тренутку? Vidi, ja se uopšte ne bavim njihovim medijima, njihovim ratovima, njihovim manipulacijama, njihovom drogom, znači ne interesuje me. Ja živim nezavisno od sistema. Šta će oni tamo da rade? Da li će da izazivaju treći svetski rat, nestašice? Ja znam da će da bude sve gore i gore, da će da bude klanica. Ja to ne mogu ništa da promenim, može samo Bog da promeni. Ja ne mogu ništa da promenim, ljudi su hipnotisani, jer ja znam kad radim s ljudima. Ljudi veruju mainstream medijima, ljudi veruju tim lažnim autoritetima. Ja samo kažem jednu stvar, ljudi, ako ste pametni, napustite gradove, dođite u selo, da živite nezavisno od sistema, da imaš svoju baštu, da se prehraniš, da imaš svoju šumu, da možeš da se ogreješ, da imaš svoj izvor vode, da imaš krov nad glavom. Ja sećam moja baba koja je živjela ovde u ovoj kući, ona mi je govorila, sine, za vreme Drugog svjetskog rata su dolazili iz gradova, ovde iz Leskovca, i zlatom su plaćali kilo brašna. Znači, ko je pametan? Ne zanima ga ni Ukrajina šta se radi, ni Rusija šta se radi, ni tamo, vamo. Briši na selo ako si pametan, sklanje se od ludnice, da ne bi bio deo satanske žurke, gde će biti krvi do kolena, ako si pametan. Дете Петрович, бројот на самоубиства се зголемува. Ne zanima me. Бројот на алкохолизам. To je među miševima, Да, sa kojima se manipuliše. Ко вие, например, гледате, кои имате одредени анализи, истражување на бројот на малолетници, алкохоличари во Русија, то се стравични бројки. Дури Жириновски велеше дека, нели, во недостиг на можно објаснување, Жириновски велеше дека се прскани од авиони
за да можат русите да бидат алкохоличари или младите руси. Па вероятно после короната, после сите овие ситуации во кои поминува низ кои поминува светот, се зголема бројот на самоубиства. И тоа се проблемите за кои никој не збори. Самоубиства, наркоманија, алкохолизам. Уништени генерации. Не кажем, након короне, И пред тога било. И читаво ону психолошку тортуру и харангу, гледате Австралија, што се десило и тако дали, број самоубистава у свету расте. Па чак и одреđene цркве блиске Ватикану отварају оне неке испоставе за екзерционизам, где треба да истерују духове од луѓе кои су психолошки пропатели у процесу короне. Како ви тумачите свете текове кои се сада догаѓају во свету? Сви говоре у број жртва во Украина и Русија, а Русија има највеќи број самоубистава. Највеќи број малолетника кои се алкохоличари и тако дали. To ti je u zapadnom svetu svuda. Evo ti Daily Mail je objavio da na zapadu vodeći uzroci smrti među mladim ljudima nisu bolesti srca i rak, nego samoubistvo. To ti je vodeći uzrok smrti kod mladih ljudi na zapadu. To je objavio Daily Mail. Znači, njihov medij je objavio, nema razloga da se... Znači, podgotvoa teren. Znači, oni ubijaju ljude na razne načine. Vrhunac ubivanja, kad čovjek izvrši samoubistvo. To je vrhunac. I oni ceo sistem prave da ljude nagovore na samoubistvo. Digni kredit, posle ne možeš da ga vratiš, ubi se. Drogiraj se, kurvaj se, radi ovo, radi ono. Znači, oni rade, ko je pametan? Ne treba se bavi njihovom satanskom žurkom. Napusti grad dok možeš, skloni se u selo, živi paralelan sistem kao Skenderbeg. Ako si pametan. Ako nisi, sutra nemoj da kmečiš kad te budu ubijali i kad ti budu zavrtali slavinu kad ne budeš imao šta da jedeš. U Bibliji piše da će biti rat, glad i pomor. To je ono što ti vidiš. Rat, nam spremaju, glad, zavrću slavine, pomor. Ima da nas potruju ko miševe, razumeš? A kad ti imaš paralelan sistem, što Skenderbega nisu otrovali? Zato što je bio gerila. A Milana Bandića su mogli da otrovu kad je bio u sistemu. Razumeš? Skenderbeg и Skender, на турски Александар. Tako je, po Aleksandru Makedonskom je dobio. Александар Македонски го има добиено своето име. Tako. Го баштини неговото, неговиот лик и дело. Tako. Всушност се воодушевува со начинот на кој тој живее, начинот на кој тој се бори и начинот на кој тој успева да покори половина свет, да наметни своја цивилизација. Од овие простори излегуваат секојаш паметни луѓе. Како ние да се спасиме, да преживееме со најмала цена во ово лошо и во ово лудо време кое ни се случува последните неколку години. Последните неколку години, меѓутоа последните 50, 60 или 100 години. Имавме војна во Виетнам, кај што американците се бореа против виетнамците, од друга страна ги опремува виетнамците со американско оружје, знаете. Tako. Како ние да се спротивставиме на тоа? Samo da se sklonimo iz te ludnice. Moramo da napustimo žurku. Satansku žurku moramo da napustimo grad. I tu je problem. Kako ćeš ti sad imati čoveka koji ima svoje navike? Naviku da ide u samoposlugu, naviku da ide na posao, prima platu, naviku da ima struju. Kako sad ti njega da naučiš da on treba da to proda i da ode da živi na selo, da ima komad bašte? Kako? To je jako teško. I zato će da bude crna pogibija. Možeš ti ljudima da pričaš, to je kao kad ti pričaš narkomanu da je droga štetna. On zna da je droga štetna, ali nema on snage, nema karakter. Savremeni čovjek nema karakter koliko su ih oni zaglupili u tim debilanama. Jer on ide da te truje od malih nogu po tim školama, da se ne učiš ništa da radiš, da budeš nesposoban i to je novo ropstvo. U tim konclogorima, u tim debilanama, oni od ljudi prave debile, nesposobne za život i onda mogu posle s njima da rade što hoće, da ih ubijaju, da im prodaju drogu, da izazivaju ratove, da ih zapošljavaju u svojim medijima. To tako funkcionuje. Znači, jedini izlaz je da se živi onako kako je Bog zapovedio. Bog je stvorio ljude da žive u prirodi, ljudi neće da žive u prirodi. Ja sam spomenuo Skenderbega. Što Skenderbeg nije vladao 5 vekova kao Turci? Turski sultani su imali sinove koji su bili bolji od njih. Pa su njihovi sinovi imali sinove koji su bili još bolji od njih. A Skenderbega nisi mogao da natraža se ženi. On se oženio u 55 godina, jedva. I umro sa 65 godina. Razumeš? 60. Razumeš? Njegov sin je imao 11 godina kada je Skenderbeg umro. On je samo išao da ratuje. Čekaj malo. On je bio dobar gerilac.
Ali nije ostavio iza sebe sinove koji će da... On kad je umro, posle 10 godina njegova država je pala. Posle 10 godina. Да, во Круја влегува турците и неко претходно се обидува Tako je, zauzeli su i неколку Lješ, пати, i Skadar, i да, sve. десетици пати да може да освоја таа негова држава во Круја и не успеваа тоа да го направат. A vidiš, Turci su ulagali u porodicu, jaka porodica, jaka država. Skenderbeg je imao slabu, pola je isto car Dušan. A kad je umro, država se raspala. Петрович, некаде почетокот на февруари има Џо Бајден телевизиско обраќање или пресконференција и кај што е поставено прашање што ќе прават во случај на мала војна во Украина. И дури имаше некој одговор кој беше ни риба ни девојка дека во случај на мала војна можеби не би ни интервенирале. Одеднаш русите доаѓаат и сака да ја заземат цела Украина, преку Чернобил и Белорусија сака да го освојат Киев, праќаат интервентна единица и така натаму да може да го освојат Киев. Не се случува тоа, гледате се на Зеленски не му дават оружје. Бидејќи ако Зеленски добие оружје, ќе може да се спротистави. Масакар се случува во Донецк, Лугански и така натаму. Значи, тоа за американците е мала војна или мала територија, тој Кисинџер го кажа дека Зеленски треба да прифати дел од територијата на Украина да биде дадена, тој или она тројка која сега беше пратена во Украина да разговара со Зеленски, за да може да биде цената која ќе биде прифатлива за двете страни и Путин да има победа и Зеленски да не капитулира. Како да е режирано однапред се. Jel ti veruješ da onaj bolesni Biden nešto zna da kaže? Onaj Biden ne zna šta priča. Oni su namjerno stavili bolesnog čoveka totalno neračunljivo koji spava na konferenciji za štampu. Oni stave tako neku budalu ili dovedu onog Trumpa, cirkuzanta, da se zafrkava i da od ljudi prave majmune. To je cirkuska predstava. Više od 100 dana Rusija ne može da se obračuna sa Ukrajinom. Pa nema da se zafrkavamo. Ne može za 100 dana da uleti u Kijev. Evo sad su objavili slike u Kijevu. Ovi izašli Kijevljani, izašli tamo na plažu, na Dnjepr, kupaju se, ovo, ono. Pa da, nema se zafrkao kakav rat. Ne može Rusija da se obračuna sa... Суперсила. То се две суперсили. Американците за... Koje supersile? Ukrajina supersila? Не. Говорам за Русија, Pa суперсила. što Rusija ne pokori Ukrajinu? Pa mogla da je pokori za 5 dana. А зошто не го прави тоа? Pa zato što se igra. Satanska žurka. Kako mogu Ukrajinci da bombarduju Donjeck? Kaj mi objasni, molim te. Pa mogli su da ih najure za 1 dan, za 2 dana su mogli da ih najure. A evo, preko 100 dana oni ne mogu njih odatle da pomere. Pa to su priče za malu decu, za koliko ima mozak. Ali ne možeš ti da pričaš bez mozgovićima kad veruju u lovačke priče. Veruju u gluposti. Којте ли на одмор? Лето е сега. Велите, дали којте на одмор, дали планирате да дојдете во Грција, например, многу Срби од во Грција? Дали планирате да идете на годишни одмор у Грција, рецимо? Meni je svaki dan godišnji odmor ovde u selu. Ja odem, ne idem ja u Grčku. To kad vi Makedonci oslobodite Grčku, kad najurite ove idolopoklonike, onda ću da dođem. Mogu da dođem na Ohridsko jezero, mogu da odem u Albaniju, mogu da odem, najviše volim da odem u Izrael, iako me tamo maltretiraju, šikaniraju, ali najviše volim tamo. Ja ne doživljam Izrael kao državu tih ljudi koji vode državu Izrael, koji se ponašaju tako kako se ponašaju. Ja to doživljam kao Božju državu, najviše volim da odem u Izrael. Знаете зашо ја прашав? Гледате, 1 година корона, 2 година корона, војна сега во Украина. И главната работа, или главниот интерес на луѓето е да го забораат сето тоа. И главниот ни проблем е каде дојат на одмор сега во текот на летото. Гледате, вие ако велите дека се направени дебили, или дека тоа е првата премиса на демократијата, народот еднакво на стока, тие треба од луѓе да ве направат дебили за да може да ве манипулират, да може да ве контролират. И тоа заборавате на се. Имате порив да одите на одмор, да одморите. Дека тоа треба да биде точно во Халкидики, не знам, или да биде на Бугарско приморје, или да биде во Црна Гора, или да биде, не знам, во Албанија. И тогаш кога тие ќе ви развијат одредена зависност, како оние јагули кои имат еден природен нагон да поминат низ хидроцентрали, низ брани за да може да се мрестат, или како оние мали колибри птици кои умират пејки по која е снимено на серија, кои пеат една само во својот живот и тоа они самоубиствен нагон кој се набодуваат на трнче, така мислам дека сме и ние издресирани. Све забораваме, имаме нагон да одиме на одмор. Имаме нагон нешто да правиме.
имаме нагон да купиме одредени работи. Значи, тие нас не манипулират. Тие не направија зависни. Преку овие турски серии, преку овие серии кои се сапуници за луѓето, Нескафе, сите други производи за широка потрошачка непроти, ние станавме консументи на тој начин на живот кој тие сака да ни го наметнат во Србија, во Македонија, на Балканот, секаде ни светот. Со бегство можеме да се спасиме од тоа? Како да не? Или можеме да се спасиме со начин, со размислување? Зашто би бегали од градовите? Зашто би ми ги оставале, например, градовите на тие луѓе? Може би тоа е нивната стратегија да останат сами во градовите. Он ти заврне струju, šta ćeš ti u gradu? Može ti zavrne struju u svakom trenutku. Da ti zavrne vodu, da ti zavrne hranu. On u gradu može da ti zavrne struju kad hoće, da ti isključi struju kad hoćeš. Mogu da ti isključi vodu kad hoćeš. Jer bilo u Skoplju i po makedonskim gradovima za vreme korone redovi ispred samoposluge? U Srbiji je bilo. U Beogradu je bilo red ispred samoposluge. Znači, ti kad si u gradu, ti zavisiš od sistema i sistem s tobom može da manipuliše kako hoćeš. Ti kad si gerila, kad živiš u prirodi, kao vuk, kao medved, kao lav, ti imaš hranu svuda, samo treba da naučiš. Imaš vodu, imaš krov nad glavom. Živiš na selu, ne moraš da živiš u pećini. A ti ako hoćeš da živiš u gradu, pa to on hoće. Ti si onda njegov, ti si pečen. Ima jedan odličan film koji su oni napravili šta nam spremaju. To je napravljeno za vreme prethodne vlasti u Srbiji dok su bili ovi teroristi, takozvani žuti, dosmalije. 2006. je objavljen film, zove se Krojačeva tajna. Taj film bi svako trebao da pogleda. 2006. godina, glavna uloga je Lazar Istovski. Srbija 2014. ili 2016. Oni su 2006. to pravili. Oni ti kažu šta će da bude u budućnosti. Oni ti kažu šta ti spremaju. Krojačeva tajna, to treba svako da pogleda. To nam se sprema, taj scenarij nam spremaju. I ti kad si u gradu, kao u filmu Krojačeva tajna, ne možeš ti da izađeš, prijatelju. Ne možeš ti da izađeš. Главниот лик е Лазар Истовски. Lazar Istovski je glavni lik i oni u tom filmu ti prikazuju šta ti spremaju, razumeš? И не е избран случајно Лазар Истовски. Vidi, ja neću sad to dolazim. Da li on to glumio zato što on zastupa taj koncept ili zato što mu je plaćeno da glumi? Тој беше голем оратор на српската масонска ложа. Ja to ne znam. Кога дел од македонските масони беа примени во српската масонска, кога беа тренирани, ко тука има заеднички да речеме. Ja to ne znam, ali znam da je njegov sin Petar Ristovski, on je snimio 2 najbolja filma u srpskoj kinematografiji. Kralj Petar I, sin od Lazara Ristovski. Лазар Истовски беше голем оратор на српската масонска ложа. Ja to ne znam, ali znam da njegov sin je, pored Aleksandra Avramova, najbolji srpski režiser koji je... Ti u srpskoj kinematografiji nemaš nijedan dobar film, sve smeće, nemoral. Njegov sin je snimio film Kralj Petar I, vrhunski film. Snimio je film Bilo jednom u Srbiji, to su 2 najbolja filma uz Zvona Notre Dame Aleksandra Avramova. Ovo sve drugo je smeće. Tako da, nisam siguran da je Lazar Ristovski u nekoj negativnoj priči, kao moj sin takav. I vidim da su u dobrim odnosima i tako je. To ne mogu tvrditi. Ali ja ne pričam ovde o ko je glumac u filmu. Ja pričam o filmu koji je napravljen i o suštini. Tako da, oni ti kažu šta ti spremaju. To je film koji je finansirao Spolji faktor, da se snimi taj film, ko što je snimljeno ono đubre, takozvani srpski film, gde su našli budalu da glumi, tamo neko silovanje i šta ja znam. Znači, oni mogu da snime šta hoćeš. Oni mogu da snime, ko što su snimali film Grbavica, koji su finansirali nemački kriminalci, ili film Ko vadi Saida, koji su isto finansirali nemački kriminalci. Oni mogu da snime šta hoćeš, kako god hoćeš smeće. Ali nek oni snimaju, nek rade, to me ne zanima. Ja ti pričam šta pametan čovjek treba da radi. Šta se radi u satanskoj žurci? Ne zanima me. Dobro. Ti imaš upozorenje. Evo ti predsjednik Srbije kaže, ljudi, idete na more. Razmislite kako ćete da se grejete ove zime. I to je maksimum što on može da kaže. On lepo upozorava ljude, razmisli šta će da bude, ali ne možeš kad su ljudi, on gleda samo ispred nosa, da idem na kupanje, šta će biti za 2 meseca, 3, toga ne interesuje. Ако кажи повеќе Вучиć, може ли да каже повеќе? On kaže, on tačno zna šta može da kaže i koliko može da kaže. I on tačno kaže onoliko koliko može i zahvaljujući tome što on kaže, Останува жив. u Srbiji se živi najbolje. Najmanje zatezanje za vreme korone, Петровиќ. najbolji zakoni, još uvek, ja ne kažem da se u Srbiji živi sjajno,
I ovde ti je korupcija i svaš se radi. Ако тие луѓе кажат нешто повеќе од тоа што треба да кажат, Svašta može da im se desi. Svašta može da и im se... Путин, и Вучич, Tako je, svi значи некој ги контролира. Без Пријатели. разлика што се мокни, некој ги со пари, со влијание, Vidi, Su postoje uceni. različiti ljudi. доште на власт, имаат слабости, им ги знаат тие слабости. Гледате, Александар Вучич мора да балансира, имавте допред известно време, може и сега ќе се случи, жена која е деклариран геј или декларирана лесбејка на чело на влада. Значи, гледате, правите одредени баланси, малце со Црвена звезда, малце со Партизан, малце со вамо, малце со Русија, малце со Америка. Тоа е рецептот да се преживее, тоа е различно тоа што вие го велите. Nije. Вие сте волк, доаѓате тука и живеете така како што сакате. Vidi, postoje različiti ljudi koji se bore na različitim linijama fronta. Moj pristup je da ja odem u prirodu kao Skenderbeg i da budem gerila. Ima jedan mladi čovjek, zove se Pavle Bihali, on kaže ovako: ako hoćeš da menjaš sistem, moraš da uđeš u sistem. To je rekao Pavle Bihali, jedan mladi. I sada, po tom receptu, to naravno Aleksandar Vučić zna mnogo pre Pavla Bihali, ti ako hoćeš da pomogneš Srbiji, njega je Bog tako izabrao. On je ušao u sistem, Vučić, da se ponižava sa svakakim budalama, da se susreće, da postavlja lezbejku za premijera, da izgovara neke stvari koje ne veruje, ali da bi kupio mir. I zahvaljujući toj politici, mi koji smo normalni, možemo da živimo. Da je neko drugi, da je prethodna vlast, na što su radili prethodna vlast, Đilas, Vuk Jeremić, oni su bato kidali. Ете, господине Петрич, Вучич поминува така добро кај македонската публика. Имав некој текст напишано за кирилицата, кај што Вучич вели на средба на Отворен Балкан во Охрид, вели се наоѓа во манастирот Свети Наум, кој е колевка на кирилицата која е создадена тука. Преку 11.000 лајкови има тој пост, тој текст кај мене на фанпејджот. Тоа беше шокантно за мене. Значи, ниту еден македонски политичар ни приближно, кога ќе објавам за него нешто или кога ќе снеме емисија или анализа, не предизвикува таков интерес и такво внимание како што предизвикува Александар Вучич. Во Македонија, не говорам во Србија, во Македонија. A čekaj, on rekao istinu ili rekao laž? On je rekao istinu čovjek. Je li on rekao neku laž? On je rekao nijednu laž. On je rekao ono što je istina. A znaš šta ti je to? To je kad sam ja otišao u Ameriku i vodio Amerikance po nacionalnim parkovima. Oni ne znaju šta je kanjon Kolorado. Znači, treba u Makedoniju da dođe Aleksandar Vučić i da priča Makedoncima makedonsku istoriju i ja treba da dođem u Makedoniju da pričam Makedoncima da su Grci 95% Grka su Makedonci. To Makedonci ne znaju. Ja treba dođem u Makedoniju da pričam Makedoncima makedonsku istoriju. I to što priča Vučić, on time pokazuje. I to što hoće napravi Otvoreni Balkan, da on Makedonce doživljava kao svoju braću, kao jedan narod. On to hoće i sa Albanijom, jer Vučić zna istoriju. On zna da je to jedan narod. Pa to piše Marin Barleti, katolički sveštenik, biograf Skenderbega. To je sve jedan narod. Pa mi smo kolekta civilizacija, ne Nemačka i Švajcarska i Belgija i ove Mickey Mouse države. Ali pogledajte kako oni napadaju Vučića zbog tog njegovog pristupa. On hoće da okupira Makedoniju, da stvara veliku Srbiju. On ti nudi opciju, nemate da jedete, evo mi ćemo kao najveći proizvođač hrane da vam damo. Nemate struju, evo daćemo vam. Poslali su struju u Albaniji, Srbija posle, razumeš? Ali oni njega osporavaju i napadaju. Čim ti radiš nešto pametno, odmah skaču da ti se krvi napiju. Razumeš? Ali on ima limite i on u okviru tih limita radi. Видите, што му направија на Новак Џоковиќ, на Ролан Гарос. Свирење во финалето. На харанг, гледате, секој сум го доживал тенисот, кошарката, фудбалот. Како некои витешки спортови. Се бора двајца или две екипи или противници и на крај победува тој што е подобар. Дека публиката навија за едните или за другите, меѓутоа не ги мрзи. Тоа што се случи со Џоковиќ, иако јас не оправдувам дел од неговата политика, дел од неговите настапи, го сакам ко тенисер, меѓутоа она што го прави тој татко му фамилијата, не секогаш ми се допаѓа. Меѓутоа што се случи на Ролан Гарос, тоа беше под секое цивилизацијско ниво. Едно масакрирање на човек кој различно размислува од нив. Како вие тоа ќе отолкувате и кој вие сте го критикувале Новак Џоковиќ во изминатиот период? Pa evo pitanje za tebe. Kad ti dođeš na Roland Garros,
i publika ti zviždi. Je li to dobar znak za tebe ili loš znak? Ti ne može psihološki da se spravi sa Kako ne možeš? Vidi, kad dođe lav među miševe i miševi svi ciu, 10.000 miševa. Kako se ponaša lav? Lav ne obraća pažnju na njih. Lav ne obraća pažnju na ciukanje miševa. No izgubi Đoković. Ne može da ga izdrži pritisak od Nije on zato izdržao. Novak Đoković na Roland Garrosu igrao protiv drogiranog protivnika. To je teško, znate. Evo sad ću da ti dam argumente. Sad ću ti dam argumente. Kao neko ko se bavi medicinom. Ima takve špekulacije. Samo malo. Evo, pitanje za tebe. Ono što je opšte poznato. Da li je Rafael Nadal na konferenciji za štampu rekao da je na Roland Garrosu igrao tako što je injekcijom ubadao u svoj nerv, u stopalu, i ubrizgavao anesteziju da bi mogao da igra sa stopalom koje ne osjeća? Pa zar ne bi trebalo da ga diskvalifikuju? Ti igraš pod narkotikom, prijatelju. I zato ga Vilander optužio da se on verovatno i drogira, da treba da izađe na doping test. Ali ko sme da pozove Nadala na doping test, koji je 14 puta pobedio na Roland Garrosu? Znači, Novak Đoković je igrao protiv drogiranog protivnika, koji se bode u nerv. Pa znaš ti šta je to? Pa treba da bude diskvalifikovan u svakoj normalnoj državi, ali ne može da bude diskvalifikovan na Roland Garrosu kad je to korumpirano takmičenje. Dobro, što je Novak Đoković? To je sakaša se prikaži kako modern Che Guevara. Ide kako vakciните se všušno sredstvo na imperializmu da vlade so sveto, дека тој се спротиставува на вакцините, дека тој е некој модерен Че Гевара. Може ли некој кој би дел на тој систем? Сепак Đoković бил дел на тој систем. Тој е богат човек, победувал, бил дел на тие луѓе, комуницирал со тие луѓе, одеднаш да биде Че Гевара и да се бори против тој систем. On je samo ušao u sistem da ga iskoristi. Ali ne može sistem njemu da nameće pravila igre. Može do određene mere. Ne mogu oni da njemu nametnu da se on vakciniše kada on neće da se vakciniše. I zato je Novak Đoković najveći promoter prirodne medicine na svetu. Ja se s njim ne slažem oko nekih duhovnih pitanja. Ali što tiče medicine, on je najveći doktor prirodne medicine u današnjem svetu. On je svojom ishranom pokazao šta je vodeći uzrok smrti, nezdrava hrana. On sa zdravom hranom, biljnom hranom, pobeđuje ih, razvaljuje ih. A to je vodeći uzrok smrti. I sada jedan lekar, kad ja negde debatujem oko ishrane, ti ako ljudima kažeš da ne treba da jedu meso, to je kao da im zabiješ prst u oko. Samo se pozoveš na Novaka Đokovića. To ti je veći dokaz nego svi medicinski dokazi kad ti kažeš pogledaj Novaka Đokovića. Петрович, и мајка му на Новак Đoković вели, јас не се согласувам со начинот на неговата исхрана. И мајка му родена. Ali pazi, njegova majka, ja sam imao priliku da je upoznam, njegova majka nije dala da on ide u debilanu. I onda zovu na telefon njenu majku, što ne dovodite Novaka u školu? I ona dođe tamo u školu. Pa vi znate bolje nego ja šta je potrebno mom detetu. Biće glup, ne ide u školu. Nemo više da ste me pozvali nikad. Da nije bilo njegove majke, Novak nikad ne bi bio takav kakav je danas. Nego imao pametnu majku koja ga učila da ode kod najboljeg stručnjaka, kod onog Nikole Pilića, i da bude najbolji u poslu koji se bavi. Ali, ko je Novaku birao majku? Birao je Srđan Đoković. Iz čuvene familije iz Jasenovog polja, snimio dobru devojku, oženio, i oni u tandemu naprave šampiona. I zato ja kažem, nije šampion Novak Đoković, šampion je Srđan Đoković. Jer on je birao dobru ženu i istrenirao šampiona. Znaš kad će Novak da bude šampion? Kad njegov sin Stefan bude najbolji u svetu u poslu kojim se bavi. Ali pazi Novak, najbolji stručnjak za prirodnu medicinu na svetu, u vreme korone kad ceo svet ječi, pogledaj ti kako je on u pritvoru, tamo gde su ga šikanirali, kako je on dostojanstveno sve to podneo. To je isto kao kad su Hrista razapinjali na krstu, on je samo ćutao. On nije smišljeno teo da priča uopšte. Kako je on njih razvalio? To je grandiozno. To je junaštvo veće nego junaštvo Miloša Obilića ili Skenderbega ili Aleksandra Makedonskog. Kako je on njih dostojanstveno potukao. I to imaš u primjerima čojstva junaštva Vojvode Marka Miljanova. Prvi primjer čojstva junaštva kaže, tamo neki Vujošević, koji nije bio neki junak ovako, ali bio dobar. Kaže on, ja sam mogao svakog junaka da dobijem na Megdan.
Kaže, kako si ti mogu svakog junaka dobiješ na Megdan? Kaže, on krene mene da psuje, da vređa, da ovo, ja ćutim. Sutra on prolazi pored moje kuće, sav pokisao, sramota ga zbog svega što je izgovorio. A ovaj sve će. Kaže, ja pobedio, on izgubio. Novak Đoković je odneo veću pobedu ove godine u Australiji, time što ih je dostojanstveno razvalio. To je veća pobjeda nego svi njegovi turniri. On je pokazao da je veličina, da je on lav za njih. Da su ovo sve miševi. Dobro, Petrović, koja treba da ta čovječka sila od 5 ili 6 godini mečta je da je najdobar na svetu, govorimo za Novak Đoković, investira v to, što se veli, nema odmor, nema slobodan den. Cel život го ima posveteno na to. I na kraju dođe i mnogo на сметат ја жртвува својата кариера, бидејќи не сака да се вакцинира. И голем дел на неговите симпатизери, на неговите фанови, и масовно или најголем дел од светската јавност од стигматизираат поради тоа. Вреди ли поради принципите или поради некој алтернативно сваќање на вакцините, на медицината и така натаму, вие да жртвувате се она во што сте верувале кога сте почнале со вашата кариера? И колку треба да сте психолошки силни да поминете низ тој процес и да го издржите тој процес? Pa nije Novak Đoković ušao u tenis da bi napravio on karijeru koju mu drugi određuju. Novak kaže, ja ću igrati tenis dok mi se igra, dok mi je lepo. Ne igra on tenis zbog para. On ima para. Pa i njegov otac ima para. On nije morao nikad igra tenis. Njegov otac je sposoban čovjek, mogli su da pokrenu neki drugi biznis. Novak će da igra tenis, ne dok mu određuje ATP, nego dok njemu bude bilo prijatno. Znači, on može da prekine karijeru u svakom trenutku. On ima novca, on je pokazao da je najbolji, ne samo na terenu, nego je pokazao i van terena da je najbolji. Znači, on može da prekine kad god hoće. On igra dok mu se igra, pod uslovima koji mu odgovaraju. Ako mu ne odgovaraju, on kaže neću da igram. Možda kaže neću da igram. Tako da, Novak je slobodan čovjek. Zato što je slobodan u glavi. Ovi nisu slobodni ljudi, jer imaju kavez. Znaš šta su radili? Bio je jedan eksperiment kad su radili sa medvedom. Zatvorili medveda u kavez 3 puta 3 metra. I tu je medved mogao da napravi 2 koraka napred, 2 koraka nazad. I tako su ga držali nekoliko meseci, ubacivali mu hranu i vodu. I posle toga pustili iz kaveza na veliki prostor. Medved je tu išao narednih mesec dana par koraka napred, par koraka nazad. Zašto? Jer je imao kavez u glavi. Svi ovi teniseri koji su se vakcinisali MU, B, oni imaju kavez u glavi. A Novak nema kavez u glavi. Novak je slobodan. On može da donosi odluke. Zašto? Zato što on nije stoka koja se vodi na klanje. On može da napusti tenis kad god hoće. Jer je slobodan. Ovi drugi ne mogu da napuste tenis. Šta ti misliš da je Novak imao povredu stopala? Jel misliš da bi Novak sebi ubrizgavao inekciju u stomak? On bi rekao ne mogu da igram. Pa Novak kad imao povredu lakta, on 6 meseci nije igra. Jel misliš da Novaku nisu nudili daj da ti izviznemo inekciju sigurno su mu nudili. Pa tako funkcioniše cela medicina. Ali on nije hteo da radi to što radi Rafael Nadal zbog karijere. Jer je njemu važnije zdravlje nego karijera. I važnije mu je dostojanstvo nego karijera. I on prihvata da bude slobodan u pritvoru australijskog zatvora. Pazi, on je tamo slobodan. A ovi izvan pritvora sve robovi. U tome je veličina Novaka Đokovića. Ima on svoje neke nedostatke i mane. Ali on je slobodan, za razliku ovih koji su robovi, i ja to pozdravljam. Mislim, on je za mene veliki junak i najveći doktor prirodne medicine danas u svetu i najveći promoter prirodne medicine danas u svetu. Petrović, kade odi svetot? Evo, 1, 2, 3 последни прашања, што сакам да ги поставам. Каде, според вас, оди светот со овој начин на живот? Со ова бројност на популацијата? Со овие стеги што ни ги стават или што ни ги прават? Каде, според вас, оди светот? Na planeti Zemlji danas živi oko 7 milijardi ljudi. Na planeti Zemlji može da živi 700 milijardi. 90% današnje populacije je skoncentrisano po gradovima. 95%. Znači, nije problem prenasiljenost, to što oni pričaju. To je i njima izgovor za masakr koji spremaju. I oni tebi unapred kažu šta će da se desi. Evo slušaj ove stručnjake, lekare. Znate šta, od jeseni će biti mnogo teže ovo. Prošle godine, u junu mesecu,
evo sad idemo na letovanje, ali tamo od septembra opet će da bude zatezanje treći talas korone, omega, omikronov. On te obaveštava šta ti sprema. On ti kaže šta ti sprema. On ti kaže da ti sprema rat. On ti kaže da ti sprema glad. Narod ko stoka, ima kavez u glavi, mu be. I šta ću ja da idem ko Jehovin svedok, da kucam ljudima na vrata i da kažem, izginućete. Izginite ako hoćete, ako ste stoka. Mogu na internet da snime emisiju s tobom. Ja kažem ljudima, ljudi, selite se iz gradova na sela, budite ko Skenderbeg, ako hoćete da spasite sebi svoju porodicu. Ako nećete, propadnite ko što je propala Lotova žena. Lot je poslušao poruku, napustio Sodom, izvukao živu glavu. Njegova žena nije tela posluša, poginula. Pa ne mogu da ide Miroljub, neće moja žena. Neće, nek ostane pa nek pogine. Briši, brate, spašava živu glavu, pripremaj teren sutra da tvoja deca ne mogu da se sklone. Ako si pametan. Se ja bavim Ilonom Maxom, JP Morganom i šta oni rade, i rata u Ukrajini, i skatkanje cene nafte. Ne zanima me, brate. Šta će oni da urade u Sotonskoj žurci? Kako će da pobiju ljude? Kako će da ih umore glađu? Ne zanima me. Ja neću da budem deo Sotonske žurke. Kraj priče. Vidite, to je ono što njego servira za jesen. Nov bran, kima glad, nema da ima nafta, nema da ima grenje, ili to i Vučić? Vi go soopštio tu ka vas u Srbije. Ali to je poruka za tebe koji živiš u gradu. Da. A nije za mene koji živim na selu. Vučić upozorava tebe, Vasko Eftov, ljudi u Skopju, u Beogradu, vi se zafrkavate, dolazi zima, nećete imati da se grejete. Ta poruka nije upućena meni. Taj poruka nije upućena. Kak ja veze imam sa celom... Petrović, ova vojna v Ukrajina ne je napravljena za da traje kratko. Ta je napravljena za da traje dolgo. Бидејќи ta vojna je i dolgo подготвувана od 2014 година. Што вие очекувате дека ќе се случи во Украина, бидејќи ние сите сме обседнати со Украина, два православни народи кои ни се блиски, војуваат, крвово војуваат, кои гледаме снимките од едната и од другата страна, тие луѓе се мрзат. Гледате, Русија влезе во војната да расчисти со нацизмот, со унијатството на Украина, нели? Тоа е тезата, дека Ватикан влегол во западна Украина, дека Украина е унијатска држава, а главната пешадија на Владимир Путин се чечените, односно муслиманите. И тука нема логика. Како ќе заврши таа војна според вас и што ќе се случува во светот? Они ти сами кажу. Која е реч која се највише користи у рату у Украjini? Реч која се највише користи и најчešće користи е Треći светски рат. Значи, они спремају кланицу. Они ти сами кажу. Ali nema kome da priča. Ma neće doći do rata, ma da, sad su malo skočile cene nafte, to će da se smanji, idemo mi u kladionice. Oni ti kažu šta će da ti urade, prijatelji. Ono se zidaju stanovi u Beogradu, u Nišu, u Leskovcu, u Skoplju, samo se zida, svi trče na klanje. Oni ti kažu šta ti spremaju. Izginite kad, ko je stoka ne gine. Ja bavim time. On ti kaže šta ti sprema. Treći svetski rat, on ti kaže. Гледате, на 2-3 месеци ќе се појави Бил Гейтс. Па вели следната пандемија ќе биде посилна. Па имавме среќа дека ова пандемија смртноста е само 0,2%. Па човечеството не покажа дека е доволно спремно или доволно подготвено. Значи тоа се некои гласноговорници кои не соопштуваат вистината. Кој одлучува кои ќе бидат гласноговорници, кога да се појават и што да ни кажат? А ево, нека биде последно прашање. Види, ти kad imaš takmičenje za mis, ko će bude najlepša devojka u jednoj državi? Ne pobeđuje ona koja je najlepša, najzgodnija i tako dalje. Imaš intervjue sa ljudima koji su organizovali takmičenja za mis. Na takmičenju za mis pobeđuje ona koja prođe 2-3 kreveta. Tako ti je u sistemu, na svakom nivou. Znači, da će bude Bill Gates, da će bude Elon Musk, da će bude Trump, oni izaberu ljude koji su im podobni na toj pisti za mis, razumeš, i oni izaberu određene ljude. Postoje neki ljudi koji misle svojom glavom, koji uđu u politiku da pokušaju iznutra iz sistema da spasu nešto. Ja smatram da je takav Vladimir Putin, da pokušava da spasi šta se može spasti sa ovom vakcinom Sputnik V. Smatram da je takav Aleksandar Vučić. Smatram da je takav Dritan Abazović. Mislim da Dritan Abazović odlično zna pozadinu šta se dešava, zato što lično znam tog čoveka. Ali to su retki. Ali šta je poenta?
Viš ovaj mobilni telefon koji mi koristimo. Njega je prvo počela da koristi američka vojska. Kad su napravili 10. generaciju mobilnog telefona, onda su nama dali ovaj krš da mi koristimo. Znaš kako oni imaju tehnologiju? U domenu bojnih otrova ili nekih drugih otrova, znaš ti kakvu oni imaju tehnologiju? Oni mogu da nas potruju ko miševe i da mi ne znamo od čega umiremo. Da ti ne možeš obdukcijom da utvrdiš od čega je čovjek umro. Oni imaju tako razvijenu tehnologiju. Razumeš? Znači, oni imaju mehanizme za masovno ubijanje ljudi. Ne samo oružje za masovno ubijanje. I hemijsko, i biološko, i razno. Znači, šta mi možemo? Šta će oni da naprave? Ja očekujem klanicu, to i u Bibliji piše, a to ti oni sami kažu. Znači, ne treba budeš mnogo pametan. Znači, sklanjaj se da budeš na što bezbednijem mestu, da ne budeš deo satanske žurke, da ne bi bio likvidiran. Jer, pazi, Maks Luburić, upravnik koncentracionog logora Jasenovac, je mala maca za ove današnje koljače. Mala maca. Čitaj dnevnik Dijane Budisavljević koja je spašavala srpsku decu iz ustaških konclogora. Ona piše kada je bila u logoru Jasenovac da izlači srpsku decu, susrela se sa Maksom Luburićem. Maks Luburić za njega kaže, bio je vrlo neprijatan, ali nam je dozvolio da jedan broj dece izvučemo i njihovu decu. Znači, Maks Luburić je imao neki osjećaj. Pazi, bio je vrlo neprijatan, mogu da ubije. On je nije ubio. Znači, on je još imao neki osjećaj Maks Luburić. Ovi danas. Maks Luburić je za njih mala maca. Tako da mi mislimo, nema više Auschwitza, nema više Jasenovca. Ovi novi Auschwitz i Jasenovci koje oni spremaju, to će da bude 10 puta, 100 puta gore. Ali nemaš ti kome da pričaš kad ljudi imaju kavez u glavi. Dobro, Petrović, od kada je ta potreba da se otvori сега прашањето, to je rekao постанува некој да постане прашање. Од kada je ta potreba сега да се отвори прашањето дека ние треба да ја населуваме Вселената. Тоа што кажува Маск, тоа што кажува сосема други. Како да ни праќаат порака дека многу не има на светот, па мораме да се населуваме на други вселени, на други планети и така натаму, така натаму. Од каде таа потреба, нели, која сега ни кажува дека и не сме сами на светот, туку дека има дојдено овде на земјата понапредни цивилизации, па дури до тамо дека дел од овие телефони, дел од оваа техника, дел од тоа што го правил Тесла, всушност е во наводници преку комуникација со некои други вселени и цивилизации. Од каде сега таа потреба толку интензивно да се прави во едно вакво време? Jesi ti čuo da je neko od njih rekao treba da se ide na selo? Ne. Туку на Oni Марс. kažu idemo da naseljavamo. Pronašli su naučnici vodu na mesecu, pronašli vodu na Marsu. Zašto? Opet je teološka pozadina. Sutra kada se demoni budu pojavljivali, a ljudi o teologiji ne znaju ništa, kad se budu dešavale nadprirodne stvari, evo došli vanzemaljci, došli Marsovci, došli sa meseca. I oni pripremaju demonska čuda koja će se pojavljivati. I to će biti, to je ono poslednji nivo igrice koju nama spremaju. Demonska čuda. Imaš o tome u Bibliji piše da će puštati vatru s neba, da će se dešavati neverovatne stvari. Pogledaj ti koji su časopisi najprodavaniji na kioscima. Ne samo u Makedoniji, u širom sveta. Okultni časopisi, vračbine, gatanje, astrologija, okultne tehnike razne, komunikacija sa mrtvima. To je masovno među ljudima. Ljudi masovno su hipnotisani demonima i okultizmom. A sada će to da bude na mnogo više. I oni pripremaju. Ne kaže Bill Gates, napustite gradu, idite na selo. Izađi iz Skoplja, idi na Šar planinu. Ne. Mi ćemo da dođemo po tebe u Skoplje, vodimo te na Mars, prijatelju. Nema više se brineš. Tako da, Vasko, ti do daljeg ostani u Skoplje, ništa neće da se desi, dolazi Bill Gates sa svemirskim brodom, tebe i ostali iz Skoplja, koji nećete u selo, vodi vas na Mars, tamo raj će da napravi Bill Gates, tako da ništa nemoj se brineš, ovdje ako bude bio rat, Bill Gates je sve da reši. Ovo nije poruka samo za tebe i za sve iz Skoplja, nego i za ovo iz Beograda, iz Zagreba i tako dalje. Znači, ništa se ne brinite, Bill Gates je spasitelj. Уште колку може овој свет со овој начин на живот, проституција, наркоманија, алкохолизам, педофилија, да продолжи да функционира. Баханалиите и лошиот начин на живот му дојдоа до главата на Стариот Рим. Уште колку овој свет ке може да функционира со таков промашен, погрешен, деструктивен начин на живеачка. Проституирање,
Много е полесно вие да легнете 5 или 10 или 15 минути или пола сат, отколку да работите и да учите една година или пола година. Различни и промашени морални вредности како начин на живење ние промовираме пред младите, пред идните генерации. Можеме ли да функционираме во таков свет и колку тој свет може да издржи? Вие сте познат, знаете зашто прашам, вие сте познат и всушност направихте кариера, бидејќи немате влакно на јазикот која ги критикувате и ги смевате тие модерни форми на живење. Подмачбато, за проституција, за педофилија, за наркоманија. Значи, македонската, балканската, српската публика ве сака, бидејќи вие ја кажувате вистината во лице. Јас сматрам да смо ми последна генерација која живи на планети Земја. Мислим да ово неќе još дуго да трае. Mi idemo u kataklizmu i to neće da bude za 20 godina, to će da bude sutra. To je moje mišljenje. I ja smatram da su ovo posljednji dani planete Zemlje. Postoji jedna knjiga koju smo mi objavili, zove se Posljednji dani planete Zemlje, Tom Hartman je napisao, ja sam tu knjigu preveo, ima je besplatno na internetu. Ti kad pogledaš samo trendove koji postoje danas u svetu, ti vidiš da planeta Zemlja ne može još dugo da izdrži. To je pitanje 15 godina red veličine. To je pitanje 12, 13, 15 godina. Planeta Zemlja ne izdisaju, ona puca. Plus što ovi međunarodni teroristi će da izazivaju ratove, sad će demoni, vanzemaljci. Oni spremaju najstrašnije manipulacije i prevare. Razumeš? I zato Isus kad govori, on kaže svojim učenicima, pazite da ne budete prevareni. Jer će pokušati da prevari i izabrane. Oni koji misle svojom glavom, to će takve prevare i manipulacije da bude. Da i oni koji su najobrazovaniji u pravom smislu reči, to će takve manipulacije da budu, da će čak i oni dolaziti u iskušenje da pomisle da li su na pravoj strani ili nisu. Tako da, ja smatram da smo mi posljednja generacija i da je ovo crvena lampica se upalila u veliko za pametno. Ko nije? Znači, sprema nam se klanica, većina ljudi će da izabere da budu poklani, to vidimo, ali zbog one manjine koja misli svojom glavom, zato Bog se ovo dopušta, zato Bog trpi sve o što se dešava, zato što postoje neki ljudi kojima će da se upali lampica i koji će da izađu na zelenu granu i da spasu sebi i svoju porodicu. Dobro, Петрович, ако верувате во Бог, и ако Бог гледа што се случува, зошто Бог би дозволил да пропадне планетата Земја и Вселената и тоа што го има создадено? Neće da propadne planeta Zemlja, nego će da propadnu ljudi koji su izabrali propast. Znači, Bog će ljudima samo da ispuni želju. Znači, Bog kaže ljudima, u Skoplju, u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu, preko medija, preko Ilona Maska, preko Billa Gatesa, biće treći svetski rat. I to oni okažu. Oni ti otvoreno kažu. Da. I Bog ti sve to kaže. I kaže ti šta će oni da ti urade. I ti trčiš na klanje da te ubiju. I sad ti kažeš, pa čekaj, zašto je Bog to dopustio? Pa zato što od 1000 ljudi koji će da čuju poruku, bit će svetski rat, bit će glad, bit će klanica, bit će pomor. Od 1000 ljudi, možda će jedan da se spasi ili dvojica. Taj jedan ili dvojica vrede Bogu više nego ceo svemir. Bogu je lako napravi zvezde, galaksije, ovo ono. Ali čovek, njegovo dete, to je nešto najvrednije. Ti si otac i ti znaš da bi se žrtvovao, da nema žrtve koju ne bi podneo za svoje dete. Tako i Bog. Bog će da istrpi, da gleda sve šta se radi, da bi se sačuvao jednog, dvojicu, petoricu, 1000 njih. I bit će njih 1000 spašeni, a milioni će da izginu. I Bog zato to dozvoljava. Da bi se, zbog ove manjine, znači kaže u Bibliji, imaš žito, imaš kukolj. Sačekaj da se razdvoji žito od kukolja, pa ćemo žito da pokupimo, a onda će kukolj da bude uništen. Спомнавте многу народи, албански, црногорски, српски, македонски, грчки. Не спомнавте бугарски. Гледате, веројатно вие сте во Јужна Србија, имате комуникација со Бугарија, гледате што се случува во односите Македонија-Бугарија. Едно драматично силување на Македонија, вета и така натаму. Последно прашање, 5-ти пат. Како вие тоа го толкувате овој однос на Бугарија кон Македонија? Jel ti misliš da se bugarski narod nešto pita? Pa po anketite, verjetno da, бидејќи по анкетите сакаат ова да се случува. Ovo su ankete njihovih lažovskih medija. Jer se Albanci nešto pitaju? Ne pitaju se. Jer se pitaju Makedonci nešto? Pa šta je bilo kad je trebalo da se uđe u NATO? Bio referendum, niko nije htio da izađe na referendum u Makedoniji.
Oni kupe tamo poslanike u skupštini, u sobranju makedonskom, izglasaju šta njima treba. Šta se pita narod? Šta se pitaju Bugari? Bugari su okupirani isto koji svi drugi narodi. S tim što bugarska politička elita, oni su takvi kakvi su, razumiješ? Ali Bugari su isto slovenski narod. Oni su poreklom došli sa reke Volge i zvali su se Volgari, jer su sa Volge došli. Oni su iz Rusije došli, zato su Rusi prema njima bili kroz istoriju dosta blagonakloni. Jer su oni s Volge došli i zvali su se Volgari, odnosno Bolgari. V i B se često mešali i u latinskom i u našem jeziku. Tako da to je slovenski narod s kojim se manipuliše, koji strada. Kada го нахушка тој народ. Ma narod se ne pita, nema... Пред 30 години смета дека ќе падне Берлински зид помеѓу двете бугарски држави, одеднаш втората или помокната бугарска држава и става вето на Македонија со образложение дека треба да ги спасат бугарите кои живеат во Македонија. Гледате. Еднаш Србија со многу помудра политика. Ви требаат вакцини, еве вакцини, ви треба жито, еве жито и така натаму и така натаму. Всушност ја истисна Бугарија од Република Македонија. Ако бугарите сметале дека Македонија е нивна својина или треба да биде нивна, Србите со својата политика сега Александар Вучич трајно ја има запечатено, изгонувањето на Бугарија од македонска територија. Ти знаеш како Александар Вучич зове како зове Борис Борисов, Бојко Борисов. Бојко, знаеш како ga зове? Не. Братко. Де си, братко? Они се... Питање за тебе. Дали постои могуćност да Вучич утиче на врх бугарske државе и да каже овако: браќо Бугари, види овако. Ви сте окупирани у Европској унiji. Ај ви сад ударите контру у Македонији, да ви блокирате улаз Македонији у Европску унiju, да се спаси Македонија од Европske унije. Вие мислите ќе се спасиме? Нароđe da se spasite. Jer postoji ta mogućnost da Vučić kaže: vi sad pričate protiv Makedonije, istorija, jezik, makedonski, to je bugarski, Aleksandar Makedonski je bio Bugarin, car Samuilo bio Bugarin, razumeš, Toše Projeski bio Bugarin, Vasko Eftov Bugarin, sve je Bugarin. Da vas oni ne prime u Evropsku uniju, a mi ćemo da napravimo otvoreni Balkan, da mi ko braća živimo ovde, a oni u Evropsku uniju ne propadaju, pa u drugom koraku, kada Evropska unija propadne, onda će i Bugarska se priključi otvorenom Balkanu i da se spasi od Evropske unije. Da li misliš da je to možda igra, to što radi vrh Bugarske protiv Makedonije? Pa to je sve u interesu Makedonije. Sve to što priča bugarski vrh politički, to je sve u interesu Makedonije. Zar nije u interesu Makedonije? Da Makedonija uđe u Evropsku uniju? Pa to je bila crna pogibija za Makedoniju. Tako da tu se igraju igre. Ja ne isključujem mogućnost da tu Vučić igra neku igru, razumeš ovo ono, da se Makedonci spasu, bre. Kaka, bre, Evropska unija, bre, to je Sodom i govor. I to je dobro, viš kako Vučić igra, neće Srbiju nikada primi u Evropsku uniju. Super! Zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića. To se tako radi. Каде ќе го снимиме следното интервју? Ако е крај на светот? Може сутра. Вие може да се спасите тука у Петровац? Може сутра. Каде ќе го снимиме следното? Не кога, него каде? На која територија? Ќе можеме ли да го снимиме следното интервју или до тама е катастрофична ситуацијата? Ja ne znam šta će biti sutra, možda sutra izazovu neke incidente u Skoplju, nahuškaju albanske kriminalce da naprave neke incidente protiv Makedonaca ili neke makedonske kriminalce, dilere droge da napadnu neke albanske, razumeš? Oni s njima manipulišu. Pa šta misliš, ko napada srpske vaterpoliste u Splitu? Misliš da napadaju Hrvati? Oni imaju svoje bandite, dilere droge, razumeš, razbojnike, doće srpski vaterpolisti da izazovemo incident, idite pa ih napadnite. Ne pada hrvatski narod. Hrvati su naša braća. Ne danas, nego kroz istoriju. Ali oni dovedu razbojnika Antu Pavelića, bez volje hrvatskog naroda, nasilno ga dovedu. I onda optuže sve Hrvate za genocide u NDH. Pa NDH nije hrvatska tvorevina. NDH je nacistička tvorevina. Oni su doveli Antu Pavelića. Hrvati nikad ne bi izabrali da žive u NDH. Nikad. Nikad. Pa desna ruka Draže Mihajlovića je bio Hrvat vojvoda Zvonko Vučković. Desna ruka vojvode Popa Momčila Đujića, koga su zvali Pop Vatra. Njegova desna ruka je bio Hrvat. Marin Stude iz Splita, kome su komunisti posle rata pobili svu familiju zato što je bio na strani Srba.
Oni manipulišu s ljudima, oni mogu tako da sutra u Skoplju da napravi incident preko svojih terorista. I da li ćeš ti moći onda da dođeš da snimamo emisiju, ja ne znam, ali ako se ti dislociraš iz Skoplja, da prodaš svoj stan, odeš negde na selo, na dedovinu, nabaviš malo konja da znaš da jašeš, šta je Leskovac, Skoplje, to na konju stigneš za jedan dan, ujutro kreneš popodne ovde, dođeš kod mene ili ja dođem kod tebe na konju, razumeš, snimamo emisiju, možemo snimamo kad god hoćeš, ali dok budeš bio u Skoplju, razumeš, jedino ako dođe Bill Gates pa te spasi, pa te odvede sa svemirskim brodom na Mars, pa se spasiš, to je onda druga stvar. Onda na Marsu snimamo emisiju. Hvala mnogo. Može na Mars, može u Leskovac, može u Skopje, kaj vidimo mnogo sreća do neko sledna prilika i do neko sledno интервју. Hvala tebi na gostovanju. Жив и здрав. Ова беше емисијата во Центар, интервјуто со Миролјо Петровиќ, или вториот дел на интервјуто со Миролјо Петровиќ, две интервјуа, Трифон Костовски и Миролјо Петровиќ, во 4 емисии или изминатите 2 недели. Сега се враќаме до крајот на месецот, кога ќе заврши овој циклус на емисии во Центар за календарската 2021-2022 или телевизиската 2021-2022 година, да ги изанализираме актуелните политички случувања, можеби уште едно или две интервјуи, веќе завршува нашата телевизиска сезона. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, четврток во 22 часот, до четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.